Мицкоски кажува 3 месеци збори дека он прифаќа да влезат бугарите во устав со одложено дејство. Имајќи во Тука е предвид проблемот. дека македонското законодавство не познава институт одложено дејство, посебно не уставот, значи кога ќе се изгласаат бугарите во уставот со одложено дејство, тие де јуре стануваат дел од уставот дента кога ќе се изгласаат. На Словенија Да. за да влезе во Европската унија. Албанија ни е последен пример каде што можеше државата, централната власт да интервенира во судската власт да ослободи човек фатен за подкуп на гласачи за да го продолжи Албанија патот кон Европската унија. Србија треба да се откаже од територија, од Косово, за да влезе во Европската унија. Украина изгуби 10 милиони жители, веројатно има 800.000 повредени и тешко повредени и загинати војници во војната со Русија и сето тоа го правеше само за да стане членка на Европската унија и НАТО. Сакате да идеме понатаму? Исланд мислам дека никогаш не стане членка на Европската унија и најголем проблем беше билатералниот спор со Велика Британија за територијалните води за правата за ловење риба. Значи Исланд се откажа од Европската унија. На Норвешка до ден денески се нуди да стане членка на Европската унија, Норвешка се откажа. Ама Исланд кога имаше општа плячка во 2009 од страна на банкарите, ги уапсија сите раководители на топ 10 банки во Исланд кои што беа. Ние никогаш не сме го направиле тој и никогаш нема да го направиме. Значи ние во моментов сами не можеме да успееме. Читам дел од гледачите пишува дека треба да се свртиме кон Кина, Русија, БРИКС и така натаму. Доцна е сега веќе. Не е доцна. Доцна, Ние бе, треба Милош. да чекаме 100 Земја години. членка на НАТО си? Сме. И Па доцна е Турција е веќе земја толку. членка НАТО, ама е премногу помокна. Многу помокна од нас, така да има ние- излез на море, има допирна Да. точка со БРИКС и поради тоа аплицираше да стане членка во БРИКС. Ние треба да чекаме 100 години за БРИКС да дојде у позиција да имат некакво влијание на Балканот како што денеска има Америка или Европска унија. Еве, Ричмен, значи според вас Мицко треба да прифати бугари устав, а Не. не да века не Ричмен, значи ти си брат, предпоставам негде си испод 81-9. доста 9 од проста причина што ти или си глув. Или имаш проблеми со слухот. Мицковски кажува 3 месеци збори дека он прифаќа да влезат бугарите во устав со одложено дејство. Да. Имајќи во Тука е предвид проблемот. дека македонското законодавство не познава институт одложено дејство, посебно не уставот, значи кога ќе се изгласаат бугарите во уставот со одложено дејство, тие де јуре стануваат дел од уставот дента кога ќе се изгласаат. Нема одложено дејство. Нема Не постои одложено тако. дејство. Мицкоски прифати бугари во устав со одложено дејство. И сега глуми Дали си патри- ти глув Да. или Не, ние. не знам. Или си расипан, тенденциозен. Не те разбирам. Се јавил Јован сам. Што, каде? Како? Што да гукнам бе, самите сте свесни што е условот за влез во ЕУ и кој ја Да бе, клучи ние Македонија? за разлика од тебе сме свесни. Знаеш што е условот за влез за почеток на преговори? 3500 бугари да влезат во уставот. Освен тоа, со тој амандман влегуваат Ама не само бугарите, бугари, хрвати, сите. евреи, Сите. црногорци, египтјани, значи тоа е еден амандман кој што опфаќа 50 други етникуми кои што живеат во Македонија. Тоа е амандманот. Тоа бараат, значи кај пишува тоа бугарска историја? За бугарска историја, за менувањето на историјата задолжена е комисијата за историја, каде што Мицковски постави Ги свои смени кадри, членовите, да. кои што кадри се инаку сите од шарена револуција. Они се задолжени, не уставот и уставните промени. Абе зашто не ја укине комисијата? Зошто не ги прекине преговорите, односите со Бугарија, ако толку е голем јак патриот и доста било да не уценуваат? Само да Зошто тоа не го направи? да му одговорам на Ѓорги Не, Крајанов. он ги прифати. Он прифати се. Само работата е кога. Според мене, мислам дека ќе настане промената на уставот само да поминат локалните избори. Еве ова го кажувам јавно, па ќе видиме времето ќе покаже. Значи он пак си тера за личен профит, односно да помине подобро со поддршка поголема на изборите локални. Најпаметниот. Роберт Ангеловски вели нема крај на барањата на Бугарија, го знаете ова, но вашата омраза кон Мицко е пресилна. Знаеш колку ми е гале за Мицко? Ич не ми е гајле. Ич. Ама баш ич. Ич.
Го коментираме затоа што Ич! треба сите тие лаги негови да ги разобличиме. Никаква омраза. Немам. Никаква омраза кон Мицковски. Значи немаме омраза кон човекот. Никаква. Ама немој да мислиш. Или тоа треба да си го извадиш од твојата глава. Дека ја треба да навивам за некого и дека треба да бидам слеп при очи и глув при уши. Ако го гледам што прави, ако слушам што збори, ако тоа е на штета на мојата држава, на мојот народ, на мене, нормално е ќе го критикувам. Инаку, кој сака нека биде. Инаку би бил Не, како да. тебе, да, Роберт Ангеловски. Тоа е. Ѓорги Карајанов вели рибата на Исланд, територијалните води на Хрватски, многу кратното менување на нашиот устав за тебе е речи си исто. Не, Ричмен. Чекам се само. Што е пострашно? Тоа што Косово треба да се откаже од голем процент од својата Србија што треба да се откаже од голем процент од својата територија за да влезе во Европска унија, или тоа што ние сме го направиле до сега? Или е пострашно жртвата која што даде Украина за да влезе во Европската унија и во НАТО, или жртвата ние што сме направиле? Ве молам, бидете реални. Бидете реални, затоа што тој менталитет, имаше еден коментар дека тоа дека не можеме сами било лузерски менталитет. Па ние не е прашање дали можеме или не можеме, ние покажавме дека не можеме. Лузерски менталитет е да мислиш дека ти си најизмачен, дека тебе ти е најтешко, дека сите имаат светски заговор против тебе. Тоа е лузерски менталитет. Тоа не доведува да 33 години во оваа држава, како што рече Али Ахмети, да биде како до сега. И цело време е едното исто, и ги менјаме едните со другите, и доаѓаат другите и крадат. Исто како што краделе предходните. И продолжуваат и продолжуваат. Роберт И од Ангелов. оваа држава само се селат луѓе, и на крај нема да остане ништо од оваа. Роберт Ангеловски многу ти е гале, за миско го спомнуваш во сега секоја втора сакам на тоа да реченица, му дури одговорам. истече мора. Не бе, ти си дефинитивно, ти си Ама глуп. не, друго сакам да му кажам, Не, бе, глуп е, очигледно мислам, треба- се прави глуп, он може е глуп, ја не порекнувам. дефинитивно. Не порекнувам, да, не знам, не можам да навлезам во главата дали е глуп или не. Мичко е премиер бе, о ти Кога беше Заев премиер, само за го Заев рек- зборев. Само за Заев зборевме. Сега Мицко е. И види, да прави некои добри работи, рековме тука дека да, ќе речеме браво. Јас не гледам ни една постапка, ни еден чекор на Мицко, не тие 1000 како беа 192 проекти, 3 колку беа? Да. Не чекори, шо беа тие за подобра Македонија? проекти. Горда Македонија, ваква Македонија, ние ништо не видовме. Еве ги 100 дена се во понеделник. Ништо не видовме. Да видевме, ќе речевме браво, добро е, барем ова го направи. Што направи? Само министерство отвори за да може да ги задоволи апетитите на коалиционите партнери да може да направи влада. Сега збореше против дуизација, зависи, владата му зависи од Дуи. Го моли Дуи за било кој закон. Прво, молбата е до Дуи, па до сите остани. Која антидуизација на Македонија? Која победа дека Дуи ќе оди во опозиција? Ако се лажеме, да. Дуи има поголем рейтинг од И многу поголеми привилегии. Во моментов И што правиме ако направи влада и прави реконструкција и влезе Дуи во власта? Дуи има поголем рейтинг сега него што има од било кога во историјата. Па Дуи излегоа Дуи има академици рейтинг без како на заблем. ниво на 2003 сега во моментот. Така да, зашто? Да ве насмеам малце, да ве расположам, вели. Не можеш да не расположиш Сега- затоа што ние се убедуваме тука дека тоа дене што го кажал Мицковски треба сите да паднеме у несвест, а тоа е уште еден чин од драмолетката што ни ја игра цело време. Е сега вака, има едно видео, ако е спремно тоа што ти го пушти со анкетата, да. Спреми анкетата. Анкетата е правена на некоја телевизија, не знам. Сега овие луѓето зборат за намалувањето на цените, бидејќи нели им беше кажувано во изборите дека во предизборниот процес, во кампањите, на луѓето им беше кажувано дека они ќе ја средат економијата за 100 дена, ќе донеселе многу проекти, многу пари, ќе ги намалеле цените, ќе го подобреле животниот стандард веднаш во првите 100 дена. Ако не се сеќавате, ќе ви пуштим изјави од Мицковски, од Ацо, од сите што идеа по митинзи. Они ветуваат дека одма за 100 дена ќе овакво. И ние кога викавме овде во емисија, нема шанси, значи човекот е мрднат.
Лаже, Да. затоа што Многу тоа не лаже. може да се направи. Значи, он е пример за лажба. Чекај само. Што да чекам? И тогаш бевме ние, ама вие го напаѓате Мицко, ја браните СДС и слично. Добро. Сега поминаа 100 дена. И овие луѓе, као мене овој овој Роберт ќе ги Ангеловски, као Ричмен, као такви луѓе, кои што тогаш нас не убедуваа дека ние нешто за инат сме збореле, гласале за ВМРО, ајде да ги слушнеме што викаат денес. Пушти. На марш сме. За да добие ВМРО. И да ја уништиме државата. На марш сме. За да добие ВМРО. И да ја уништиме државата. На марш сме. За да добие ВМРО. И да ја Погрешка е пуштено ово видео. Ама добро и ова. За жените? А, дека маршираат да го донесат ВМРО и да ја... Да уништи Македонија. Иначе, државата. На марш сме. За да добие ВМРО. слушај, И да ја уништиме државата. Точно, жена Да, вратиме назад, вратиме назад. Точно. Назад си. слушај. Погрешка е видео пуштено, не мислев ово. Добро, и грешката... Има еден Секоја грешка и не е грешка. коментар, знаеш. Мила Шила на Твитер има пишано, вика сега ќе им плаќате на жените од Албанија домазете да им одите. Од прилика. Па така да. некако. Така некако од прилика. Имаше едно прашање, дали повеќе Ми вика еден кумот, ми вика, брат, те гледам како се дружи да им објасни што лица убрдав си дека не се добри умствено. Не се нервира џабе толку и капацитетот. Добро сега, не, ама не е добро. Тоа е брат, Тоа. ја се согласувам. Да, жената е најискрениот ВМРО-вец. точно. Да, ама погрешка го Другото пуштивме беше видеото, друго видео, видео. да. Пуштено е, ајде да видиме. Мицковски не само трговците, сите нас низ игра, Ова беше 85, сега 109. крајно некоректно. Кило партиџан не може да биде 140-150 денари. Есенската кошничка повторно ќе биде скапа како и досега. Еден патиџан е 200 денари кило. Значи, апсолутно нема никакво намалување. И ако има неколку денари. Тоа е многу малку. Ма каква мерка? Се е играчка и измама. Мајтап играње со народот. Трговците не изигруваат цело лето. Само покачување. Денеска екстремно покачување има на цените. Ништо нема поевтино речето. Не бе, не е вака, ова не е точно. Лажат овие. Лажат, не е точно. Не, нема врска, не е така. Колку е убаво, Миско кажа, цените се намалија како. За неколку денари, ама. Лажат, Не е важно секој намалување. лажат и намалување. овие луѓето. Да. Баш е Они- супер шо. Луѓето веројатно поверувале дека тоа што го збори Мисковски кампања ќе го реализира, ама за само 80-90 дена, или овој 80 кој е правена веројатно анкетава, за само непуни 3 месеци ја видоа измамата. Ама ние кога ја зборевме измамата и вакви се добро. се извинувам, сега што успеав за- за 100 дена да ве излажам. Да, се извинувам што успеав, да, можеш и порано. Инаку, истото ќе биде и за ЕУ. И ова што го збориме за 6 година дена ќе биде пак истиот мобет. Исто вака ќе има на анкети и исто тогаш